Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Христос воскресе за многу години, почитувани. Убаво е да ве поздравам со овој поздрав, со овој силен поздрав на празникот, над празниците или торжество на торжествата. Убаво е да го прославиме во ова 2024 лето Господово, празникот, како реков, на празниците, кој не обстојува, ни дава секоја сила, ни дава причина повеќе да бидеме сплотени, да се сакаме, да се почитуваме, да си помагаме максимално. Верам дека убаво ги минувате празниците. Еви вчера го прославивме празникот на Свети Георгиј Победоносец, кој навистина во ова време на големи искушенија имаме можност да се сближиме, да бидеме позитивни и да си сакаме она што е нашата христијанска вера. Ви ветив и мојот збор е секојаш вашето барање мене ми е заповеда, а мојот збор е секојаш го исполнувам 100%. Денеска, како втор дел, со еден од најбараните соговорници не само во кај нашиот северен сосед во Србија, туку на сите простори кај што се збори за духовноста, за психологијата и теологијата воедно, бидејќи тоа е едно исто. Без душата човекот е празен. Но како да ја надградиме таа душа, таа сплотеност, како да дојдеме до вистинскиот пат и патека за смисолот на животот. Тоа, верувајте, голем предизвик вечерва е со вас, што ја понудив заедно со мој драг пријател, магистер Немења Боричич, директно во живо од Крагуевац, психолог-теолог. Ќе му посакам добро вечер, Христос воскресе! Добро вечер и вама и ваистину воскресе, заиста е воскресо и то нам пружа наду и радост kao što ste rekli na početku. Evo prilike ponovo da budemo zajedno i evo prilike da i ja ponovo sa ove strane objektiva pozdravim i vas и све ваше гледалци. Благодарам многу, почитувани. Пак ќе му се заблагодарам на мојот драг пријател и драг поддрживач на емисијата Гласот на народот, Жан Станоевски, кој безрезервно не поддржува емисијата, ни помага во секој случај, но денеска особено благодарност ќе му изразам на господинот Данило Николовски, кој овој пат во ова издание даде поддршка за преводот на ова ексклузивно издање кој сакаме заедно да го реализираме со господинот Немења Боричич. Во ова ново интервју ќе зборуваме за смислата на животот, што е смислата на животот, зошто е толку важен и како да го пронајдете, почитувани гледачи. Фројд тврдил дека главната цел на човечкиот живот е да доживее задоволство, додека некои други психолози тврделе дека тоа е желбата да се добие моќ. Вие пак често, господине Немања, го цитирате Виктор Франкл во вашите предавања, сакајќи да покажете дека примарна стремеж на човекот е да ја открие смислата на животот. Еве, во тој контекст, дали можете нешто да ни додадете? Да, мени Виктор Франкл ми е многу близок со неговата идеја која што ја пласира во своите книги, каде што вели дека најважниот човеков цел во животот не е да избегне страдање, не е да стекне моќ, не е да ужива, туку да ја најде смислата и целта на животот. Тоа е многу близко и со Библијата и со христијанската наука и затоа мене Франкл ми е многу близок и битен и затоа често го цитирам. Виктор Франкл беше
психотерапеут и психијатар во Виена. Тој има како многу евреи доживеано да биде затворен во концентрационен логор, да му се одземат правата и да поминува низ многу тешки маки во тие логори. Виктор Франкл има кажано дека забележал кај луѓето дека најважната работа која што му помагала на луѓето е целта, смислата и причината за својот живот. И пред да влезе во тие логори, тој како млад психотерапевт и како психијатар направил една неверојатна работа. Го изградил центарот за превенција на самоубиство во цела Австрија, затоа што забележал дека луѓето многу се борат со мислите, со суицидни мисли, со самоубиствени мисли, дека многу луѓе тоа и го прават, значи извршуваат самоубиство, и тој како студент овие центри за превенција ги има изградено, превенција на самоубиство, и многу бил успешен, и на тој начин ја привлекол вниманието на научната јавност кога излегол од логорот како познато личност и света психологија и психотерапија, напишал многу книги кои говорат за смислата на животот. И Виктор Франкл вели дека главниот проблем на многи неурози што луѓето ги доживуваат во животот се недостаток на смисла. И тој исто така вели дека многу луѓе кои што се зависни од различни супстанции, дали е тоа дрога, алкохол или други нешта, се зависници затоа што доживува така наречено душевна болка, затоа што не го наоѓаат смислата на својот живот. И тој има кажано дека ако сакаме да им помогнеме на луѓето да се изборат со проблемите кои ги доживуваат, ние пред се треба да им помогнеме да ја пронајдат смислата на животот, смислен живот, кој што ќе им помогне да истраат, да издржат, да бидат мотивирани во животот што го живеат. Еден пример само да дадам. Од концентрациониот логор во кој што тој престојувал, тој забележал дека луѓето кои што биле во тој концентрационен логор, од затворениците, кои што бил еден и тој, сите тие кои што имале смисла на животот, кои што имале цел зошто мора да преживеат, кои што имале некакви цели кои што мора да ги достигнат, и кои што имале задача или лице кое што ги чекало вон концентрационите логори, тие имале поголеми шанси да преживеат. Тука во пракса се покажува колку смислата на животот е важна, многу поважна од неговата желба за уживање и секако многу поважна и од страстите и желбите да има фотеља, позиција, власт, нешто што Франкл го негира, но вели дека тоа не е примарна е смислата на животот. Интересно. Едно време дознав дека во денешните големи и уредни општества стапката на самоубиствата е висока и покрај добриот животен стандард. Како ќе ми го објасните тоа на и нас, на гледачите? Да, тоа е многу интересно прашање, затоа што ние живееме во општества кои има наратив дека само треба да добиеме нека инвестиција и дека се ќе биде подобро кога ќе добиеме подобар стандард, ќе биде подобро, проблемите ќе исчезнат што ги имаме во проблемот во животот. Но ако гледаме реално во другите земјите кои што се многу подобар стандард од нашиот, тие исто така имаат проблеми со кои ние се соочуваме во нашите животи, како што се некои психолошки проблеми и таму луѓето психички се боледуваат, имаат проблем со самоубиствата во Јапонија, во Данска и во многу развиени земји во светот. Самоубиствата растат, бројот на самоубиства расте, не само кај нас, туку и во целиот свет. Јас до податок имам дојдено дека во светот на секои 40 секунди се врши едно самоубиство и дека младите 20% поголем број 20% повеќе од младите вршат самоубиство или се обидуваат да извршат самоубиства по 2000 година истражувањето, така да се гледа дека самоубиствата растат секаде, а тоа е зачудувачки и во земјите кои што се средени. Така да ние можеме да се прашаме зошто е тоа така,
зошто во земјите кои што имаат добар стандард, зошто и таму има самоубиства. Јас имам една идеја која што е продукт на литературата што сум ја прочитал, низ разговори со луѓето многобројни кои што сум ги правел во Европа или во западниот свет. Тоа што го гледам како голем проблем и што може да стане еден од причините е преголемото индивидуалистичко општество. Луѓето се осамени, иако тие се дружат, понекогаш тие имаат од надвор гледано имаат богат социјален живот. Во суштина тие немаат блиски и квалитетни односи. Тоа може да биде еден од факторите кои луѓето ги наведува да може би направа такво нешто страшно како што е одземање на својот собствен живот. Исто така, покрај осаменоста, имаме и депресија, која е се почеста меѓу луѓето, и имамо секако и филозофијата на материализмот, која што ни се проповеда насекаде околу нас, во која што се кажува дека ако имаме повеќе, ќе бидеме посрекни. Секако дека ние знаеме дека тоа не е така, дека без разлика колку сме имале, ако останеме без оние основни нешта во животот, а тоа е заедништвото, семејството, здравото семејство, здравото општество, не во материјална смисла, туку во духовна смисла. Дури ако имаме пари, тие пари нема многу да ни вредат. И најдобар пример може би за тоа дека сме успешни може да имате проблеми со самоубиствата, со намаленото само почитување и безсмислената на животот. Се познатите личности, вие знаете дека постојат многу богати луѓе, многу успешни луѓе кои на крајот се што имале извршиле самоубиство. Мислам дека ова се добри причини зошто интересно во тоа е секој така. случај, но во контекст на тоа едно подпрашање че имам, но колко е влијанието, односно колку влијание има семејството врз тоа еден млад човек да биде отпорен на изопачените вредности на современото општество и неговите плодови. Како може семејството да му помогне на еден млад човек да живее значајно и да биде мотивиран да се бори во животот? Да, семејството во секој случај има многу голема вредност и важност во тој процес. Семејството е таа која што е првото училиште каде што човекот поминува, првото школа од кој што се учи животот, и доколку семејството не ги пренесе вистинските вредности во животот на еден млад човек, тогаш ќе се случи проблем од таков вид да едноставно децата ќе бидат неподготвени за да се соочат со вредностите кои ни ги нуди современиот свет. Така да семејството мора да научи дека односите се многу важни во нашите животи и дека треба да се инвестира во односите, и семејството исто така треба да научи дека треба да имаме квалитетна комуникација со луѓето, да стекнуваме искуства во таа комуникација со луѓето. А тоа семејството треба да ни каже и да ни ја пренесе таа смисла на животот. Семејството ќе ни каже: синко, ќерко, моќта е важна. И ако тоа го послушнеме и го слушаме во семејството, тогаш ќе живееме со несреќен живот. Или во семејството може да каже: најважно е да стекнеш, да имаш, да се обогатиш. Ако го префатиме тоа во нашето семејство, исто така ќе бидеме неисполнети. Но семејството може и да ни каже дека смислата на животот е пред се во односите со луѓето, со Бога, со луѓето, во некој поосмислен живот, и ако човекот го прифати тоа, тогаш неговиот живот ќе биде квалитетен, подобар и ќе биде поотпорен на некои негативни вредности кои ни ги пласира современото општество. И уште поважно од сето ова е духовноста. Доколку родителите и семејството не ни пренесат духовност како еден вид компас во животот, тогаш секако ќе бидеме многу несрекни во нашите животи, неисполнети, и не ќе знаеме која е вистинската цел на нашите животи, и секако ќе бидеме несрекни. Тоа е едно мое лично размислување и искуство низ разговорите со луѓето и низ слушањето на... Едноставно изгубени, че се чувствате изгубени у просторот и време. Да, буквално како да чекориме во шума, без компас,
а таа шума е овој свет, во кој што луѓето ви нудат различни идеи, направи го ова, направи го она, тука ќе биде среќен, со ова ќе биде среќен. Ама она целовитост, целина на животот ја нуди среќата и задоволството во Да, животот. согласувам со вас оглед дека споделувам ова ваша интересна изјава за и околу тој очај, што навистина ја ќе го спомнам, читајќи го и Светото писмо и делата, дека тоа е се големи смртни грехови во секој случај, очајот. Но колку верата му помога на човекот да го разбере значењето и што е значењето во христијанството, апропо ова што ние вечер го говориме. Верата е многу важна. Верата и филозофијата одговараат на прашањето зошто. Знаете, постојат три прашања: како, што, да. како и зошто. Науката одговара на прашањето што и како, но единствено верата и филозофијата одговараат на прашањето зошто. Која е целта на животот, која е смислата на животот. Тоа е тоа што религијата го носи, таа ни дава одговори на тоа прашање. Фридрих Ницше, кој бил против религијата, голем противник на верата, може да кажеме, сепак признал дека за да живееме со отпорен живот, ако може така да кажам, мораме да пронајдеме одговор на прашањето зошто живееме. Ниче вели, доколку човекот знае зошто живее, ќе може да знае како да живее и да и поднесе сите оние како да живее. Значи тој признал дека смислата е многу важна и ние во христијанството ја наоѓаме таа смисла во тоа што Христос го рекол дека целта на целокупното живење на човекот е љубовта према Бога и љубовта према блиските. Таа е таа вертикала и хоризонтала на животот. Доколку тоа го немаме, ние не ја познаваме смислата на животот и не го живееме, а со тоа што не го живееме, немаме ни среќа и задоволство во животот. Така да, верата е едно добар компас кој што може да ни помогне да не се изгубиме во таа шума, ако може да речам, на безвредности или на празни вредности кои што ни се нудат. И родителите треба во семејството да го поучат своето дете кон верата и тоа е една од задачите на сите нас родители. Многу важна задача која што ние треба да ја извршиме во животот на нашите деца. Господине, смртта и минливоста се големи извори на страдање во душата на секој мислит. Како да се најде значењето кога човекот се соочува со загуба на саканите или кога тој самиот се приближува кон смртта? Тоа е многу важно прашање и прашање кое што многу луѓе ги оптоварува, затоа што човечкиот разум увери на човекот кога ќе погледне својата минливост, минливоста на неговите блиску. Разумот на човекот му вели дека оваков живот е бесмислен. И доколку навистина ништо после смртта нема, тогаш ние немаме и цел во животот, немаме цел зошто да живееме. Меѓутоа, пре малку рековме дека имаме вера. Спомнавме во поздравот Воскресението, Христос воскресна. Така да, смртта е раскопана, смртта е победена со воскресението на Исус. И ако ние на некој начин ги губиме на нашите блиски, и ако се одделуваме однос со Божјата реч, Светото писмо и христијанската наука вели дека тоа не е крај, ние чувствуваме болка, чувствуваме товар и тешкотија во средбата со смртта, но смртта не е крај. Ние еден ден, ако веруваме на зборовите на Христос, ќе живееме и ако умреме, бидејќи ќе воскреснеме. И тоа и е смислата на воскресението како празник. Ние мора да признаеме дека постои смрт, да и признаеме дека е тоа нешто што не плаши, од нешто се плашиме и што ни создава товар и страдање, тоа треба да го признаеме, но со верата треба да ја победиме смртта на некој начин и да ја победиме стравот од смртта, затоа што Бог има последен збор.
и тој со своето воскресение на Господ Исус Христос си го покажа и во тоа воскресение тој ја покажува смислата на животот, затоа што тој дал животот за нас, за да можеме вие вечно да живееме и за смртта да биде победена и да таа би била совладана. Така да Великден кој што луѓето го вршат, тоа треба да не подсетува дека смртта не е крај и дека тоа не треба да не носи до неуроза, до стравови или до неспокој. Светоци сме дека нашето време е исполнето со најразлични кризи. Криза на моралот, криза на бракови, економски кризи. Бевме сведоци на големи здравствени кризи. Низ целиот свет се сеќавате и во нашето соседство и кај вас и кај нас, рековме не на секаде во светот. Многу луѓе гледајќи ги сите овие кризи тврдат дека невозможно е да се најде смислата во него на таков свет. Што би спомнале на гледачите во тој смисол на оваа констатација? Јас би рекол дека околностите не е се тоа што е крајна причина зашто ние страдаме и зашто доживуваме страдање. Би се сложил со Виктор Франкл, кој што вели дека животот не го чинат тешките околности, туку бесмисленоста што ние ја доживуваме додека поминуваме низ тоа страдање. Тој има кажано дека најважна цел на животот треба да биде да ја пронајде смислата и целта, и кога ќе ја пронајде целта на животот и смислата на животот, тој човек може да преживее дури и, слушате го ова, концентрационен логор, каде што тој бил присилен да живее. Значи, две лица во логор кај што тој живеел, кај што тој бил еден ден му се доближили, му рекле дека сакаат да извршат самоубиство и му рекле дека ќе се самоубијат. И овие две лица му рекле дека немаат веќе смисла и цел во својот живот и дека сакаат да си го одземат животот. И тогаш тој ги праша, констатирале дека нема ништо заради кое што тие би се бореле, дека нема ништо што може да очекуваат од животот, така му кажа. Виктор Франкл поставил едно неверојатно прашање. Знаете ли што ги прашал? И рекол, дали сега, во моментов, во овие тешки околности, кои што вие ги доживувате, постои нешто што животот очекува од вас? Дали постои некаква личност која што има потреба од ваша помош? Дали има некаква задача која што е недовршена? И кога тоа прашање го поставил на овие двајца, овие луѓе го промениле изгледот на лицето од она целосна суморност и мрачност во очите. Тој однеднаш го видел сјајот на животот во нив и тој тогаш еден од нив кажа: да, јас имам ќерка која што е инвалид, која што има емигрирано во Америка и јас би значил многу. Јас не смеам да останам овде, не смеам мојот живот да го завршам овде, морам да преживеам. И тој човек на крајот преживеал. Второто лице и вториот човек рекол дека тој е географ и дека пишувал книги кои што треба да ги доврши, само што не ги довршил, и научната јавност ќе биде побогата со тие книги, и тој му вели не сме да заврши овде, значи мислејќи на концентрациониот логор. И тој човек исто така кажал дека мора да преживее и дека мора да истрае во концентрациониот логор, и навистина и тој вториот преживеал. Значи, самиот Виктор Франкл кажал дека во тие страшни околности го одржала љубовта према жената, кон жената за која што верувал дека таа го чека и дека и таа го преживеа логорот и дека ќе се сретне со него и дека мислата го одржала во живот дека тој мора да ја заврши книгата за која што верува дека ќе биде многу корисна за научната јавност, на обичните луѓе, која што се занимавало со прашањето за смислата, и таа книга е насловена
во Србија, зошто не се убивте? Таа е со таков наслов и тој го преживеал концентрациониот логор токму покрај тие цели задачи кои што си ги поставил во животот и тука покажал битна работа која сакам да ја споделам со сите кои што го слушаат ова, за да можеме да преживееме тешки околности, за да преживееме криза на моралот, криза на економијата, на школството, на криза на политиката и разни кризи. Неопходно е да знаеме која е нашата цел и која е нашата смисла во животот. А ако ги уловиме вистинските цели и вистинската смисла на животот, истражувањата покажуваат дека животот на Франкл го укажал на тоа дека може да издржиме било какви околности. И нашите предци исто така се доказа тоа, живееле во страшни околности, во многу пострашни од колку сега ние живееме. Но преживеале. Зошто? Затоа што живееле она божествена перспектива на животот. Не живееле само за себе, живееле за Бога, живееле за блискиот, живееле за татковината и живееле за некаква повисока смисла на животот и затоа тие биле отпорни на кризи. Зошто ние денес имаме проблем со светот во кој што живееме и со кризите што ги доживуваме. И зошто изгледаме како да сме слаби. Затоа што немаме квалитетна смисла на животот. Ние, како што Франкл вели, животот, ние си животни очајници. И тој вели дека животот на очајниците треба да се повторно развие, да се направи едно духовно воскресение кај нив на мислите. Знаете што сакате да каже тој со тоа? Животите на очајниците треба да ги научиме да не бараат од животот идеални услови, туку да секогаш сами на себе го поставаат прашањето кое што Франкл го поставуваше на двајцата своји пријатели. Што сега животот во овој момент очекува од тебе, од самиот тебе, кога ќе одговориме на тоа прашање, ќе имаме многу повеќе сила, многу повеќе снага во животот, за да можеме по-квалитетен живот да живееме и за поголем отпор во животот. Интересно, случај почитувани за подсетување вие кои сега се вклучивте, а знам дека сте многу малку, вие не гледате уште од првата минута на нашето издание Гласот на народот. Еве, токму за и околу збориме за воскресението, за се она што значи значењето на воскресението и Великден, но еве господинот Немања Боричич дава една убава анализа за се тоа што значи што ние денеска го имаме како наше секојдневие, како тежина, на што се одразува се тоа и како да најдеме вистинскиот потрагата по смислот на животот, дали го користиме и оживееме животот како што треба. Колку е тоа битно духовноста и главна кариетида за нашето битисување како луѓе, како христијани пред се и така натаму. Господин Немења, реков дека најчесто зборувате за многу нешта врзано за личноста и психологијата, низ повеќе ракурси, да речем. Тука ќе ја спомнам и огорченоста. Таа е еден вид и еден лајт мотив во нашите вечерашно издание на Гласот на народот или втор дел од вашето предавање, што навистина многу ви благодарам и многу наши гледачи на Гласот на народот ви се заблагодарија за и претходната емисија и еве одвеќе чекат овој втор дел и верувам дека ги оставаме дека се возбудени од се тоа што го зборите. Огорченоста како тешка психолошка состојба на еден човек, како би одговорил да се тоа гледано низ окуларот на еден психолог-теолог? Ве молам. Огорченоста е прилично незгодна емоција. Некој има кажано дека огорченоста или непростувањето се отров кој што човекот го пие, мразејќи ги другите луѓе, сакајќи да му наштети на другиот, човекот е Зошто се појавува тоа? Зошто се појавува тоа кај човекот? По проста причина што некои надежи на човекот кој што сака да живее квалитетен живот се разочарани. Можеби, например, сме огорчени на државата, на семејството, на сопругата, на верата, на представниците од верата. Огорченоста е тука затоа што
Едноставно не можеме да им простиме на оние за кои сметаме дека биле должни нешто да ни дадат или да ни овозможат. Например, човек влегува во брак и смета дека тој брак ќе му донесе среќа и тогаш кога тоа не се случува, лицето е огорчено на оној другиот затоа што смета дека тој другиот е крив за несреќата што тој ја доживува. Огорченоста не е добра да ја трпиме воопшто. Апостол Павле во Светото писмо вели дека таа огорченост не треба да трае не подолго од еден ден, затоа што тој веројатно знаел со Божја промисла и мудрост колку тоа е опасна работа, колку тоа го разорува човекот однатре и затоа тој и другите апостоли и пророци во Стариот Завет и христијани учат и од Бога дека е неопходно да простиме. Простете да ви се прости и сонцето да не зајде во вашиот гнев. Многу е опасна таа емоција на огорченост и затоа е многу важно да простуваме, но исто така е битна работа и да примиме опрост. Затоа што уште една занимљива работа кога огорченоста е во прашање, вие знаете дека расизмот е многу голем проблем во светот, не само во Америка, што нам не е познато, или во некои други далечни земји, туку и кај нас. Национална омраза постои, па омраза помеѓу расите постои. Расизмот е занимљива работа затоа што научниците покажале дека и она личност која што трпи расизам над себе и она особа која покажува расизам на другите, кон другите, имаат исти психолошки и физиолошки проблеми. Тоа е интересно. Значи, некој од Кјук кланот и некој црнец кој што трпи расизам од овој, имаат исти емоционални и психолошки проблеми со кои што се соочуваат. Зошто е тоа така? Затоа што омразата раѓа само омраза. Огорченоста раѓа огорченост. И да бидеме, да се избориме против таа огорченост, јас верувам дека верата тука може многу да ни помогне, а сам Господ вели дека сме грешни кои што незаслужено од Него примаме опрост, а криви сме, виновни сме, но ни се простува. И таа слика на незаслужена љубов треба да влие на тоа како ние ќе се односуваме кон другите. Кој е клучот за и околу еден квалитетен живот? Може би како што во минатата емисија кажавме, клучот за среќен живот и успешен живот е тоа што сам Господ Исус Христос ни го напомна како најдобар модел има кажано во својот живот. И имено тој подучувал и подучувал луѓето и ние, нас кои што сме христијани, дека односите со Бога и со луѓето околу нас е суштината на животот. Еден пример да дам само. Вие знаете дека денес многу луѓе се духовни, но погрешно духовни. Одат на црква, одат на служба, Божја служба, на богослужба, сметаат дека Бог ги сака и тие го сакаат Бог, но кога ќе дојдеме на линијата на блискиот, тука почнува да има проблем. Така да некои духовни луѓе им мразат друга раса, мразат друга нација и така натаму. И како да верата и религијата да не им помага да ги победат овие слабости. Христос му вели на еден човек, кога ќе доеш на црква, да донесеш свој дар. И ако разбереш дека имаш проблем со брата си, со пријателот свој, немој тој дар да го носиш пред Бога, остави го тој дар дома, помири се со брата си и потоа дојди пред Бога и донеси го дарот. Што сака Исус да каже со тоа? Тој велеше дека не можеме да негуваме однос со Бога, ако од друга страна имаме лоши односи со блиските. И тој сакаше да ни укаже на тоа дека среќен живот и успешен живот и радосен живот е живот во кој на исправен начин функционираме во односите како со Бога, така и со блиските. Друга работа, многу луѓе во денешно време се обидуваат да живеат среќно
живејќи само за себе, живејќи само за својото кеф или кейв, она како што ми е кейв, така јас ќе живеам. Таа е познатата пословица. Вие не можете да бидете среќни ако живеете само за својот кейв. Ја ви дадам уште еден пример тука. Познатиот цар Соломон, кој што го знаеме од Библијата, бил човек кој што бил многу богат. Бил цар, владеел со една земја, тој на изборите, се шегувам, знам дека имате избори сега како актуелна состојба. Соломон имал власт, имал богатство, имал различни нешта во својата раце, но како тој ја користел таа власт? Во едно библиски текст се вели, себе си се изгради големи домови, големи куќи, шуми, езера, од езерата ја наводнувам шумата да ми растат големи стебла за да градам изворедни градби. Тој бил градежник, немар, тој пејач, пејачка ангажирал, облека купувал и така натаму. И во заклучокот кажал, кога сето тоа го видов, она што го направи за себе, се тоа беше празнина, таштина и мака на мојот дух. Значи, ако сакаме да бидеме среќни, да не живееме сами за својот кейв, за својата себичност, туку да живееме за некој друг и нешто поголемо од нас самите себе, да живееме за некоја повисока цел и смисла на животот од себичните интереси своји и лични желби. Нешто за емоциите или скриениот свет во нас. Јас во некој од моите предавања говорев за емоциите, говорев за тоа дека емоциите се скриен свет во нас и дека е многу важно како човекот функционира не само со мислите, туку и на планот на емоциите и на планот на духовноста. Тоа е предавање на кое што имам говорено овие 3 нивоа и многу важна работа во тоа предавање беше она што го реков Еди. Ние како родители треба на нашите деца да им помогнеме, а подоцна кога ќе пораснат и самите себе си и ние кога сме од детска фаза да си помагаме, да се избориме со внатрешните битки. Говоревме за огорченоста, пред малку огорченоста, емотивно состојба и доколку не успееме да ги совладаме своите емоции, да ги ставиме под контрола на разумот, таквиот човек нема да биде среќен во својот живот. Јас кога говорев за емоциите на едно место, во едно од моите предавања, тоа предавање го нареков емоции, добри слуги, лоши господари. И на тој начин сакам да кажам дека доколку емоцијата излезат од контрола во нашите животи и доколку не ги разбираме, не ги прифатиме и не ги промениме во смисла на различните видови на размислување и промената на мислите, тие емоции ќе станат господари над нас во нашите животи, а тоа никако нема да биде добро. Така да, ако сакаме да живееме со осмислен живот, како што реков, мора да живееме во добри односи, да живееме за нешто поголемо од својот наш кейв. И трето, тоа е врзано за емоциите, треба да бидеме господари на самите себе, а не само на нешто друго или некој друг. Примерно треба да бидеме господари на самите себе си. Повторно ќе се наврата на Соломон. Соломон има власт, имал моќ, имал влијание, ама имал слабост, многу жени кои што му го уништиле животот и мудроста. А Александар Македонски пак, човекот кој што го освои сеот тој познат свет во тоа време, бил многу голем војсководец, властодоршец. А како завршил? Завршил како роб на своите страсти, на своите проблеми духовни и на слабиот морален карактер. Можеме и други примери да дадеме на владетели кои успеале да покорат цел свет или голем број земји околу себе, но не успеале себе си да се покорат. Така да е многу важно да бидеме во контрола на самите себе си, да имаме контрола над својот ум, доколку сакаме да живееме со квалитетен и успешен живот. Исто така и да бидеме во контрола на емоциите. Следав едно ваше предавање за и околу гревот на 21. век. Ајде им кажем на гледачите,
Како го дефинирате и што ќе кажете за гревот во 21. век? Гревот е збор кој што луѓето вешто ја избегнуваат. Го избегнуваат, сметајќи дека тоа е непопуларен збор кој што не треба да се користи и треба да се замени со некакви изрази кои што се помеки, например грешка, слабост и така натаму. Едноставно, јас не сметам дека е тоа така. Гревот е реалност, тоа ја покажува стварноста во која што ние живееме. Гревот е тоа што во суштина го ремети животот на човекот и нашиот најголем проблем не е недостатокот на знаење, недостатокот на материјални средства, недостаток на вештини во животот. Наш најголем проблем е гревот. Знаете зошто? Затоа што гревот едноставно е таква реалност, барем тоа го кажува Светото Писмо, дека потполно го разобличува човековото суштество. Се што правиме во животот го правиме да се задоволиме себе си, дали на физичка смисла, дали во психичка смисла, на духовна смисла, не е важно. Гревот доведува до тоа се да правиме само за себе, дури кога пристапуваме кон верата, парадоксално дури ние сакаме да се спасиме само ние, себе си. Ама кога ќе влеземе во верската книга, тоа е Светото Писмо, ќе забележиме дека Бог вели дека тоа себичност и дека и тоа грев. Ако не доаѓам кон Бога со љубов кон Него, што и да направам, дали да е милостиња или добре дела, или било што и да правам, е бесцелно, ништо не вреди. Така. Например, психолошкиот момент. Знаењето од психологијата многу често се зголеми, луѓето читаат разни книги, сакаат да бидат многу подобри на психолошки ниво, но зошто? Пак заради тој свој јас, заради својата себичност, кога говориме за физичкото ниво, луѓето сакаат да добро се нахранат, да поминат добри, но зошто? Само заради себе. За да бидеме среќни, тој главен проблем на човечката природа треба да биде решен, а тоа е гревот, проблемот со гревот, и тој проблем можеме да го решиме само Бог да го реши. И тој вели дека нештата ќе се решат тогаш кога христијанското искуство ќе го доживееме повторното раѓање, кога Бог ќе не промени со Светиот Дух во нашите животи, и затоа одговорно тврдам дека наш најголем проблем во 21. век е гревот. Оттаму потекнуваат војните, кражбите, уништувањето на собствениот живот, собственото семејство, собствената нација. Тоа е главниот проблем во нашите животи. Ако тоа не го решиме, никакви инвестиции, никаков напредок на науката нема да може да ни донесе. Но зошто и како да не да се признае гревот? Има луѓе кои не прифаќаат и не признаваат дека грешат, од друга ситуација не си дозволуваат да се преобразат, да направат таа метаморфоза што и човечки. Вели Свети Јован Златоус, познатата човечки е да грешиш, а христијански да побараш прошка. Второто тешко доаѓа некако, а првото со грешките се повеќе енормно се мултиплицира. Да, не треба да чуди што Господ Исус Христос има кажано: внимавајте на духовните луѓе како што фарисеите, тие попрво црниците и проститутките во Царството Божие отколку вас. Зошто? Затоа што на овие ми е полесно да го признаат својата собствено. Моето лично мислење е дека најголем проблем на луѓето кај нас е гордоста, и поради таа проклета гордост не сакаме да признаеме својот грев, дека човек кој што е автодеструктивен преку разни пороци на својот дом, тој гледа дека куќата му пропаѓа, тој гледа дека ја разорува својата сопруга, децата, семејството, ама нема да признае. Зошто? Не сака да признае, затоа што е премногу горд. Господ има проблем не со грешниците кои признава, туку со оние кои што се премногу горди за да признаат својата вистинска состојба. Ниту вие, ниту јас можеме сами да се преобразиме.
не можеме да произведеме таа метаморфоза, тоа го прави Бог во нас, но ние треба да кажеме Боже, имаме проблем, помогни ни. Гордоста е тоа што не одвојува да не крикнеме кон Бога и да не побараме помош. Јас имам запознаено луѓе и наркомани, верувате ми, кои што се ослободиле од дрогата со помош на Бога, коцкари имам познанство кои што има проблем со алкохол, кои што се избориле со тоа, но само заради тоа што нештата ги нарекли со вистинското име, се пристапиле кон Бога, се крикнале и ја примиле. Еве, во финале сме на емисијата, сакав само да прашам и замолам за и околу едно прашање за пороците, а тоа е во секој случај легализацијата на марихуаната. Најкратко ве молам, влагам финалите. Да, тоа е поврзано со она што досега говоревме во многу земји на Европа и кај нас доаѓа тоа барање марихуаната да се легализира, но и различни други пороци и односот на општеството кон тие пороци да биде пофлексибилен. Тоа е многу незрело по мене, затоа што ние како семејство или како општество на човекот треба да му помогнеме, да му дадеме осмислен живот и да го учиме што е осмислен живот, да му дадеме заштита од различни пороци. Знаете, парадо луѓето влегуваат во пороците за да побегнат од смислата на животот кој што го немаат или од безсмислата на животот кој што го живеат. Утврдено е дека многу интелигентни луѓе користат дрога. Зошто користат дрога? За да едноставно побегнат од безсмислата на животот. Јас сметам лично дека треба да имаме друг став кон пороците како општество и дека треба наместо легализација на овие нешта да помогнеме општеството да добие осмисли упатства за животот, за да младите и другите бидат заштитени од пороците и проблемите. Да бидам искрен, ова издание малце го проширив согласно со уредувачкиот тим, со оглед дека нашиот термин е 45 минути, но еве малце проширивме, со оглед дека влегувме во финале. Еве интересно ова предавање, јас реков на гледачите во секој случај дека ретко е да се обезбеди ваков соговорник, со тоа многу е тешко, не ретко, многу е тешко да се дојде до вас. Оти вас ве бараат на сите 5 континенти, да бидам искрен, ова не се куртуазни фрази, ова се вистини. И затоа ја почестив македонската јавност, значи да вечерва ние држите едно второ предавање. Му благодарам и на владиката Петар кој наистина даде согласност да направиме таква еден серијал од емисии. И тука би ве замолил вашата порака, со оглед дека навистина дојдовме до тоа финал, рековме потрагата за смисолот на животот. Еве само една ваша порака, со тоа ќе ве поздравам и вас и гледачите. Пораката за крај е да треба да живееме живот кој што е отпорен, поотпорен на вредностите кои што ни се нудат. А тоа ќе можеме да го правиме само доколку се вратиме на вистинските вредности во животот. Зошто живееме? Кога ќе одговориме на тоа прашање, ќе откриеме која е нашата смисла на животот. Ако живееме само заради себе, заради своите угодности и собствена среќа, ќе живееме многу несреќно во животот. Но ако смислата на нашиот живот е да живееме за нешто повозвишено од нас, што нас не надминува, тоа е љубовта, однос со Бога, однос со блиските, користа и помош кон блиските од нас самите во нашите животи, тогаш навистина ќе бидеме луѓе кои што се посреќни, длабоко среќни, подлабоко радосни и ќе бидеме луѓе кои што ќе бидат корисни за општеството. Мојата порака до сите нас е да ги занемариме овие лажни вредности кои што денес ни се нудат и слободно можам да речем западни вредности, тоа е материализмот, индивидуализмот, да ги прифатиме христијанските вредности кои што самиот Господ Исус Христос ни ги покажа во својот живот и кој смислата ја осветлил
на нашиот живот преку своето воскресение и со победата над смртта и да живееме така како да ќе живееме вечно. Ете, тоа е пораката за крај, да живееме онака како што сакаме да не биде во вечноста, да не живееме како вселенски бездомници, кои што се однесуваат како немаат ни дом, ни потекло, ни вечна иднина. Нека тоа биде пораката за крај. Ви благодарам многу, господине Немања, што еве одвоивте еден час, речиси, и одржавте ова второ предавање во живо на вистинската телевизија, телевизија Вистел, во Гласот на народот. Беше задоволство до вистина да ве слушнеме, да дадете и дадовте прекрасни одговори на овие прашања кои задираат длабоко во анимата, во душата на сите нас. Благодарам и до Жан Станоевски за преводот и секако голема благодарност до господинот Данило Николовски кој го поддржа овој превод да биде професионално симултан и така натаму. Уште еднашка благодарам. Имајте добро здравје вие и вашето семејство. Почитуваме, еве, дојдовме до вечерашното издание, крајот на вечерашното издание. Еве, овие пораки што ги испрати магистар Немања Боричич, психолог, теолог, нека ви бидат еден предизвик да размислите и секојаш да донесете вистински одлуки и вистински решенија во вашиот дом, вашата заедница и вашето општество. Бите ми живи здрави. Утре е Марков ден, убав празник. Верувам дека ќе ги посетите црквите. Ова е убаво место наше христијанско, македонско, кој има навистина многу цркви. Убаво е да се посетат храмовите. После ова артикулација што ја презентира магистар Немања Боричич, верувам ќе биде предизвик црквите да бидат исполнити и со молитви. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.